Во собранието денеска треба да се изберат заменици министри во владата. Предлозите на Заев ја зовреа јавноста, а оставката од Дамјан Манчевски од пратеничката функција го одложи изборот. Градимир Марковски е во законодавниот дом, градо што се случува во моментов, дали почна расправата за избор на заменици министри. Да, Бојана, пред 15 на минути продолжи седницата на која што треба да се изберат замениците министри во владата. Најпрвен, како што спомена и ти во најавата, оставката на Дамјан Манчевски од пратеничката функција беше констатирана. Потоа на негово место беше избран Диме Велковски од СДСМ. Токму ова ја одложи седницата која што првично беше закажана за 11 часот, бидејќи се чекаше известување од Државната изборна комисија и Собраниската комисија за избори и именувања. Пред малку пред пратениците премиерот Заев го образложуваше предлогот за замениците министри, но образложувањето повеќе наликуваше на експозе за работата на владата отколку за персоналните квалитети на замениците кои што се предложени за министерствата, со образложение дека биографиите на замениците веќе им биле доставени на пратениците кои што треба да гласаат за нив. Според Заев, на овој начин, со изборот на заменици министри, се комплетираат институциите кои што треба со полн капацитет во наредниот период да работат и треба да бидат фокусирани на својот дел од поглавијата за кои што ќе бидат задолжени во преговорите со Европската Унија, како и за воспоставување правда, ефикасност и економски раст. Го спомена Заев, иако се наоѓаме во услови на пандемија од коронавирусот која што зема замав и има големо влијание и врз економијата. Спомена и ти во најавата дека голема врева се крена за персоналните решенија, додека чекавме да се вклучиме токму Никола Мицевски од ВМРО ДПМН имаше свое обраќање во однос на предложените кадровски решенија. Најмногу се спори решението Башким Хасани, професор по физичко образование, да биде заменик на Радмила Шекеринска во Министерството за одбрана. Тоа беше прашањето од Мицевски до Заев, со кои квалитети располага Хасани за да го добие ова место. Знаеме дека ДУИ добива уште 4 други заменички министерски места, значи МВР, правда, финансии и одбрана и здравство, секако дека, односно транспорт и врски и здравство, Назим Буши од ДУИ ќе биде во Министерството за внатрешни работи заменик, сега доаѓа од одборот на директори во Телеком, поранешен припадник на ОНА, додека Агим Нухиу, исто така звучно име, кој ќе биде во Министерството за правда, претходно беше и заменик министер и министер во внатрешни работи. СДСМ заедно со коалицијските партнери има изброј на министерство, додека само Социјалдемократскиот сојуз има тројца заменици. Бојана, за сега толку од ова вклучување. Продолжуваме да ја следиме расправата во собранието. Во наредниот информативен блок се надевам и со изјави, односно делови од обраќањата на власта и опозицијата од собраниската говорница. Радо, ти благодарам, продолжуваш да ја следиш седницата.